Audi откри третата генерација на Q5 кој и досега важеше за нивни најдобар кросовер модел. Тоа и ќе остане бидејќи се на него е подобрено над нивото само да се нарече нова генерација, туку и да го задржи статусот дека е референца за другите производители. А со оглед на растечката конкуренција и нивните нескротливи амбиции, тоа нималку не беше лесно заради што инженерите на Ауди во неговиот развој вложија голем труд. Резултатот од тоа е подобар комфор, целосно изменет изглед и редефинирана механика која и понатаму е базирана и на бензински и дизел мотори. Q5 е поставен на платформа која е заедничка со новиот A5 и развиена како унапредена верзија на досегашната архитектура со мотори сместени надолжно. Сите ќе бидат хибриди со 48 волтен систем, чиј стартер генератор задвижуван од ремен е засилен со електромотор вграден во 7-степената трансмисија со двојна спојка. За почеток гамата на Q5 ќе ја сочинуваат дволитарската верзија која испорачува 204 конски сили на предните тркала, додека кватро погонот е опција. За пазарите како нашиот сигурно единствено интересна ќе биде дизелската изведба со исто толку конски сили, но емоциите дефинитивно ќе ги предизвикува SQ5, опремен со 3-литарски мотор со 367 коњи. Заради новата платформа е ревидиран системот за ослонување и управување. Audi тврди дека Q5 сега е значително поудобен и порелаксиран за возење од моделот што го заменува. Тоа го подкрепува со стандардната адаптивна амортизација и широкиот спектар системи за помош на возачот. Внатрешноста е потполно нова и представува патоказ кон тоа како ќе изгледаат сите наредни вакви модели на Audi. Закривениот екран содржи 11,9 инчна дигитална инструментабла и 14,5 инчен инфозабавен систем, додека за возачот е наменет 10,9 инчен дисплеј. Обрачот на управувачот засега од долната страна нема физички контроли на себе, се подесува преку екраните. Просторноста на кабината е зголемена, задните седишта имаат доста подесувања, а багажникот може да нарасне на 1473 литри. Дизајнерските детали беа голем предизвик за да се ускладат сите облици со новите технички решенија и посакуваната аеродинамика, заради што Q5 изгледа помал од колку што е. Меѓу истакнатите детали се и дигиталните OLED задни светла кои со прилагодена графика ги предупредуваат другите учесници во сообраќајот за несреќа или дефект. Напред главните светла стандардно се матрикс, а дневните имаат дури 8 прилагодливи светлосни облици. Новиот Audi Q5 низ Европа ќе се појави во продажба во првиот квартал во 2025 година. Цената во Германија е поставена од 52.300 евра за најефтината изведба до 82.900 евра за SQ5.